За карциномот на дојка веќе не постојат возрастни граници. Со само преглед, ехо на дојка и мамографија може рано да се открие болеста која е најчесто застапен карцином кај жените, порачува доктор Славица Јакимовска, специјалист радиолог во Кумановската болница по повод Розовиот октомври. Испитување на болести на дојката може да се прават преку Центарот за дојка со претходно закажан термин од страна на матичниот лекар или пак со електронско пријавување за скрининг мамографија, информираат надлежните. Мотото на годинешното одбележување на месецот за подигање на свеста за карцином на дојка е секоја приказна е единствена, секое патување е важно. Сега има два начина да се дојде до преглед за испитување на болести на дојка. Првиот начин е преку кабинет за дојка, кој го закажуваат матични лекари, и тоа доаѓа жени, за жал, со чекање подолго од 6 месеци. Другиот начин е пријавување на жени од 40 до 60 години за скрининг за карцином на дојка. Тие слики се праќаат во Скопје, каде што ги читаат субспецијалисти за болести на дојка, и они стиза резултати. Ако има потреба, жените се викаат во Скопје, им се прави биопсија и целиот тој процес се завршува во најкраток можен рок, отприлike за месец дена се седува за скрининг на дојка. Возрастна граница нема граница. Еве сега зборував за формирање на фондација за провери ги своите дојки. Формирани, Марија кажува, провери ги своите дојки. Тоа е фондација формирана од нејзината мајка и сестра и има многу членови за проверка на своите дојки, за само преглед. Прв начин за откривање на карцином на дојки може 60% се откриваат од самите жени. Напиваат јазол и одат на преглед. И затоа сите жени, таа е промоција еднаш месечно, обично 7 до 10 ден за жени кои имаат менструација, или еден ден во месецот, после во менопауза, али да биде секојаш, например, 2-3 во месецот, да си ги проведуваат жените своите дојки. Карциномот на дојка ќе заболат една жена од 8 до 10 жени. Значи, тоа е најчесто застапен карцином кај жените. На светско ниво негде околу 2,5 милиона жени заболуваат секоја година и околу 700.000-650.000 жени починуваат од карцином на дојка. За карциномот на дојка најважно е рано откривање. И затоа овој месец се направи доза во октомври, да се подигне свесност за жените да направат само преглед. Вториот цел да отидат на преглед и да им биде достапен тој преглед за преглед на дојките, и трето е за лечење на карцином на дојка еднакво за секаде во Европа, во светот. Например, во западните земји преживување е некаде околу 90%, додека каде што има достапност за метастатски карциноми на дојка, додека Индија, да кажеме, 60%, Африка е 40% преживување. Значи, сега Светската здравствена организација се бори за достапност на лековите за лечење на метастатски карцином на дојка во сите земји. Кај нас лекувањето сега се поведува иницијатива да тоа биде мултидисциплинарна. Од радиолог, психолог, торакален хирург и онколог. Да сите заедно се одлучат за секоја жена каков третман е најдобар. За жал, ние диагностицираме, жената ја праќаме, таа оди на торакална, на биопсија, торакална и онколог. Чак што више можда и торакалецот нема повратна информација што се случило со таа жена. Имало формирано пред неколку години психолошка помош на жените од карцином на дојка. Чак што више на некој светско ниво испитувања се дека 40% од жените кои имаат позитивен став за своето здравје имаат 40% шанса повеќе да живеат и да го совладаат карциномот, отколку жените кои немаат психолошка поддршка или самосвест.
прво што треба жените да направат е да направат само преглед за карцином на дојка. Значи тоа треба да биде испитување пред огледало или во легната положба, да видат дали постои јазол. Значи пипање со 3 прста на раката, не со еден прст, не со шака, него со прсти на раката. Потоа втор симптом промена во големината на двете дојки, промена на бојата на кожата, промена на вовлекување на дел од градата на кожата или вовлекување на самата мамила, појава на помаранчена кора, или сме имале пациенти каде што целата дојка изедена од карцином на дојка, па тогаш дојде на преглед. Значи, сите тие симптоми, било што да почувствуваат, треба да се јават. Али најбитно е жените после 40 години да почнат доживотно да прават мамографии и ехо на дојка. Жените помлади од 40 години прават ехо на дојка. Дори кога е потребно, се прави и мамографија, иако се и 20 и 25, пошто рековме дека карциномот на дојка веќе нема граници. Во организација на секторот за внатрешни работи Куманово и одсекот за превенција деновиве се одржа финален надпревар во распознавање на сообраќајните правила и прописи. Надпреварувачи беа ученици од 6 до 9 одделение од општинските основни училишта кои што решаваат тестови од областа на сообраќајот, подготвени од автошкола од Куманово. Најдобрите ученици беа наградени со ваучери и благодарници за нивното учество на надпреварот. Целта на овие традиционални училишни надпревари е да се мотивираат и информираат учениците, првенствено за нивната безбедност и заштита, да внимаваат и да стекнат сообраќајна култура, соопштија организаторите. Со годишен концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев, културно-уметничкото друштво Српски вез деновиве одбележа 12 години од своето постоење. Српски вез, како и претходните години, и за 12-тиот роден ден подготви богата културно-уметничка програма. Во преполната сала пред публиката, културно-уметничкото друштво се представи со 7 своји фолклорни групи, оркестарот, етногрупата и пеачката група. Исто така премиерно беа изведени 4 нови кореографии, еден комплет нови народни носи од околината на Лесковац, Република Србија, и еден комплет оригинални народни носи од Кумановскиот крај. Како специјални гости на концертот во програмскиот дел настапи ансамблот Бојмија од Гевгелија, како и културно-уметничкото друштво Симонида од Косово и Метохија. На одбележувањето на роденденот во Куманово присуствуваа и потпредседателот на владата на Македонија Иван Стоилковиќ и министри од владата на Република Србија Никола Селаковиќ, Ѓорѓе Миличевиќ и Владимир Кокановиќ. Сад овако кад стоим испред све вас и кад видим ову препуну салу, видим и да људи, да омладина стоje, и то 12 пут за редом препуној сали на сваки наши годишни концерт, онда можда е и сувишно ишта много причати и објашњавати, говорити о српском везу и неговим резултатима, неговом развоју, неговом напредку и шта српски вез значи не само за Србе, веќе и за наше браќа македонце овде у Куманову и у Македонiji и широм у региону. Српски вез е, тако сам чуo и тако говоре људи, потреба на овом нашем граду, јер српски вез е постao онако символ очување српске културно-историјске баштине, очување српскog језика, српскog идентитета, пример заедништва, пример сарадње, дубоке сарадње sa братским македонским народом и осталим заедницама у кои живе овде у Куманову и шире, и српски вез ќе наставити да ради у том правцу, jer nama je uvek krajni cilj da zaočuvamo neke prave vrednosti i da decu naučimo da nije samo važno igrati, jer je važno i stvarati nova prijateljstva i graditi nova iskustva i biti bolji ljudi kad izađu odavde. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras stojimo ovde u gradu koji je decenijama simbol našeg trajanja, zajedništva i kulture. Kada jedno kulturno-umetničko društvo prevali deceniju trajanja, to nije samo tradicija.
To je dokaz pre svega ljubavi, istrajnosti i vere u ono što jesmo. Srpski vez svojim radom pokazuje da je srpski duh i srpska pesma ne mere se granicama, nego srcem. I danas kao direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i dalje sam uz vas. Jednako posvećen očuvanju onoga što nas sve povezuje, ljubavi prema Srbiji i prema našem narodu, ma gde god živeo. Znam koliko je potrebno snage i volje da se uprkos svakodnevnim obavezama i izazovima pronađe vreme i energija da se okupi zajednica, da se obuče narodna nošnja, da zazvuče gusle i frula i harmonika, da se zapeva i zaigra srpsko kolo. Ali upravo u tim trenucima živi ono najlepše što imamo, naša duša, naš ponos i naše zajedništvo. Ono što je nama Srbima i Makedoncima zajedničko jeste da mi svoja kola i svoje pesme nikada jedni među drugima nismo osjećali kao tuđe, nego smo ih rado prihvatali, pevali i igrali. I nema svadbe ni u Srbiji ni u Makedoniji gde se ne zaigra po nešto iz onog drugog naroda ili ne zapeva nešto što onome drugome pripada, zato što nam to budi osjećanja. Ja sam uveren da će večeras srpski vez probuditi mnoga osjećanja, kao što je to večeras i počeo da čini. A Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije će nastaviti da srpski vez pomaže, da on raste, da se razvija. Kada je počeo da radi, bilo je 14 dece, sada ih ima preko 200. Svaka čast, brate Dalibore, svaka čast Ivane i svakome ko je pomogao srpski vez. Културно-уметничкото друштво Српски вез има над 200 членови кои што преку активностите ја негуваат српската култура и традиција на најдобар можен начин во Куманово, но и надвор од границите на Македонија. Поради големиот интерес за овој концерт, организаторите најавуваат уште една реприза на концертот во ноември годинава. На граничниот премин Табановце во два одделни случаи во текот на изминатата седмица биле запленети девизи и гел за ногти. Како што соопштија од Царинска управа, приличен претрес на македонски државјанин кој патувал со автобус за Берлин на излез од државата на граничниот премин Табановце пронајдени се 7.000 евра, за кои не поседувал документ за потекло. Согласно законските прописи, на патникот му се вратени 2.000 евра, износ што резидент може слободно да го изнесе од државата, а останатите се задржани, стои во соопштението. Во друг случај, запленети се 655 парчиња гел за ногти. Против сторителот кој се обидел да ги внесе во државата без да ги пријави и за нив да плати давачки кон државата се води соодветна постапка, велат од Царина. Кривичниот суд ги известува странските државјани кои престојуваат во Македонија дека согласно новите процедури, проверките за казнена и кривична евиденција неопходни за регулирање на престој повеќе нема да се вршат преку судовите, туку директно од страна на Министерството за внатрешни работи. Имено странските државјани не треба повеќе самостојно да обезбедуваат потврди од судовите. Проверките по однос на казнена и кривична евиденција ќе ги врши Министерството за внатрешни работи по службена должност во рамки на постапката за одобрување или продолжување на престојот, наведуваат од Кривичен. Со оваа измена се посочува, се овозможува побрзо и поедноставно спроведување на постапките за регулирање на престојот на странските државјани, при што се скратува времето потребно за прибавување на потребната документација, наведуваат од Скопскиот основен кривичен суд.